се плашев да како ќе бидам прифатен од соучениците, како ќе се снајдам со материјалот, дали ќе го совладам материјалот, како ќе отприлика тоа, како ќе бидам прифатен од учениците. Сметам дека ако сум модел во инклузивно училиште од самиот почеток би имало огромна разлика во комуникацијата. Дека би ми било полесно да комуницирам со моите соученици сега. Сметам дека една од најбитните работи е тоа што училиштето е поплочено со тактилни патики и се разбира ова ја направи навигацијата едноставно многу по-лесна за нас, слепите. Искуството со професорите е доста позитивно. Имам разбирање со повеќето, ако не и со сите професори. Сум немал големи проблеми со професорите и со учениците. Често пати на физика, кога учиме, например, вектори, станува професорката и ми покажува како тоа изгледа со моливчиња едноставно, со што ќе најде, за да си имам некоја слика како тие вектори, линии или што и да учиме изгледаат. Професорката по математика рече дека поради нејзините обидни да ми го објасни материјалот на мене, таа станала подобар професор. Најбитно што недостасува скенирани, поправени учебници. Било добро да имаме такви учебници, да не треба ние да ги скенираме. Знам дека некои лектири ги има во аудио форма на некои сајтови, но повеќето лектири, например за втора година, ги нема. Иако убаво би било да се негува бревото писмо, како што реков. Некојаш ќе треба потпис, ќе треба лекови да се прочитаат. И би било исто така добро да имаме лаптопи, бидејќи мајка ми набави лаптоп за мене, но некој нема да може тоа да си го набават. Планирам нешто да е околу програмирање. Знам дека тоа е можно. Се знам со слепо лице кој што е програмер. Не треба да бидеме третирани како личности кои што едноставно не можат сами некои работи да прават. Дека не сме личности кои што на секој чекор едноставно од животот ќе им треба помош. И ние можеме со потешкоти, се разбира, да си го живееме нашиот живот.